Збунувачки, јазично-терминолошки импровизации и именување на функции стигнуваат од во последно време, што предизвикува разноразни дилеми во јавноста и тоа од повеќе аспекти. Прво, лицето задолжено за селекција на представите за учество на фестивалот или селекторот се нарекува и изборник, што се совпаѓа со соодветен збор во Хрватска. Понатаму жири комисијата која одлучува за наградите сега се именува како оценувачка комисија, иако истата ниту им дава оценки на представите и театарските групи, ниту на самите актери, туку едноставно според нивните критериуми ги избира најдобрите. Покрај овие, внимание привлекува и задржувањето на правото за промена на репертоарот и придружните манифестации од страна на фестивалската управа. Цитирам, во случај на виша сила. Ќе биде добро за јавноста управата да објасни што подразбира виша сила, бидејќи за обичниот граѓанин тоа се природни катастрофи, некакви епидемии и слично, или пак виша сила се немањето средства, откажувањето на повеќе учесници, незаинтересираноста на публиката. Третото внимание кое го привлекува организаторот на 54-тиот или 55-тиот ДАФ е ненамерното или намерното изоставување на телевизија Кочани како медиум пријател на ДАФ, бидејќи на страницата на која се наредени трите други локални, ја нема токму првата приватна телевизија во Кочани. За чудо, од друга страна, токму ТВ Кочани ги снимаше и ги емитува представите учеснички на ДАФ и има возможува на гледачите во регионот да ги видат. Токму ТВ Кочани направи најмногу интервјуа со учесници на фестивалот и на својата програма практично емитуваше најмногу минути од истиот. Не е за занемерување ниту непрецизноста кога се кажува дека одржувањето на фестивалот го овозможиле градоначалникот на Кочани и Советот на општина Кочани, со која на првиот му се ограничува мандатот само на градот.